планината во Македонија. Богословец. Богословец е село во општина Свети Николе, во областа Овче поле и во околината на градот Свети Николе. Богословец се наоѓа на северните падини на истоимената планина, на околу 4 километри од патот Штип Свети Николе, односно од железничката станица Овче поле. Од западната страна граничи со селата Делисинци и Аџибегово, од исток со селото Доброшани, од север со Кадрифаково и Амзабегово, а од југ со Јамуларци. Селото е ридско и се издига на надморска височина од 440 метри. Селскиот атар зафаќа површина од 23 квадратни километри. Од градот Свети Николе е оддалечено 14 километри. Селото е од збиен тип и е поделено на 3 мала и една работничко-службеничка рударска колонија. Маалата се наречени Чорбаџиско и се наоѓа на запад, Средно мало и Галеско мало, кое се наоѓа на исток. Во Средно мало избива силен извор, кој е созидан во чешма и од кој што мештаните се снабдувале со добра вода за пиење. Од извор во Чорбаџиско мало била пренесувана вода за 3 чешми во рударската колонија. Постоела чешма и во Галеско мало, но незината вода пресушила поради рударските работи. Извори во селскиот атар има и надвор од селото. Таков е изворот Глава, чија вода протекува во Делисинци. Друг извор е Гелева чешма, од кој што вода пиела стоката за пасење. Трет извор е Старо село, кој што е сместен во долината под селото и од него има вода за 3 чешми. Мештаните говорат дека во местноста Гадашка чука, сместена на околу 1500 метри југоисточно од селото, некогаш се наоѓал град. Од таа населба денес на површината се забележителни плочи, грамади и темели. Гадашка чука и околното земјиште имале многу лозија, но на таа површина денес има шума и ниви, откако старите лозја пропаднале во 1926 година. Пишани извори за селото постојат од средниот век. Во тоа време селото било во сопственост на манастирот Свети Ѓорѓи. Според народната традиција, селото најпрво се наоѓало во местноста која што сега се нарекува Старо село, што е околу 2 километри северозападно и пониско од денешното село. Тоа село било запалено од страна на отоманските власти, а неговото население било истепано. Се спасиле само 4 куќи, а жителите побегнале во денешното високо место и таму го основале денешното село. Пропаѓањето на населбата во местноста Старо село и основањето на денешната изгледа дека било на почетокот на 19 век. Во местноста Старо село денес се простираат ниви, кои што некогаш биле во сопственост на турци од соседното село Делисинци, а по 1918 година биле откупени од страна на мештаните.
се зборува дека се среќавале керамиди и камен од зидови. Меѓу доселениците од Старо село бил и родот Врлевци. Тие биле богати и во 19 век се иселиле во Скопје. Нивната земја ја купил Мучебек од Штип и на неа создал мал чифлик. Пред 1912 година земјата на тој чифлик ја откупиле предци на денешните родови Гроздановци и Ничовци. Во периодот до 1912 година, Богословец, како христијанско село во својата блиска околина, имало населби, како например Аџебегово и Добрушево, во кои што живееле турци, кои вршеле разни злодела врз мештаните. Познато е дека во селото имало средновековна црква, посветена на Јован Богослов, кој што се наоѓала во местноста Пропадиште и се споменува во 1300 година како метох на манастирот Свети Ѓорѓи во Скопје. Околу 1875 година местото во Пропадиште се повлекло и црквата се срушила. Денешната црква Свети Јован Богослов била изградена околу 1878 година. Селските гробишта до 1914 година се наоѓале во местноста Пропадиште, а оттогаш се сместени во дворот на денешната црква. На денот на црковната слава во селото се организирал собир на кој што доаѓале гости дури од Штип и Велес, а се говори дека во последните години на собирот присуствувал и Гоце Делчев. Според германска карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 450 македонци. Според пописот од 2002 година, во селото живеат 4 жители, сите македонци. А според последниот попис од 2021 година, во селото живел еден жител, еден македонец.